Почитувани следите емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. Ви посакувам добре дојде и еве, иако имавме и во емисијата во тек и во емисијата Очи во очи сме со слободна тема. Не случајно, токму еве ова една прилика да се рестартираме, редефинираме, да почнеме полека да се враќаме во оние редовни подесувања, така да кажам, иако работите се сосема поинакви, имаме нешто сосема друго, имаме нешто сосема ново по трагедијата во Кочани, некое ново утре. Секој ден е нов, но не значи дека е подобар. Ние се обидуваме да го направиме подобар, ние се обидуваме со сите овие средби да влијаеме и не само утрешниот ден, туку и иднината да биде подобра. По тоа што се случи во Кочанијете, многу работи се покажаа дека се далеку од добри. Дотолку повеќе имаме и ние таа обврска да продолжиме да ги следиме, да ги мониторираме, да укажуваме на сите тие неправилности во општеството, во политиката. Секако по ова што се случи со еден нов пристап, тоа е некое ново утре, кое ни е веќе денеска, по тие 7 дена, веројатно најтешки во и по далечната, да не кажам, историја на Македонија. Но дотолку повеќе да се искористат сите тие загуби, сите тие околности како нешто што ќе помогне да во иднина се коригираат тие работи. Затоа ете се прилагодуваме се уште со слободна тема, која ја остава можноста токму секој на свој начин, со нему само карактеристичната ете брзина и пристап да, како што кажа, се врати на тие некои редовни подесувања и да можеме да и понатаму придонесуваме и уште повеќе. И освен тоа, слободна тема и токму затоа што и зашто и да се зборува, значи имате слободата, впрочем, да зборувате зашто и да сакате, но повторно се што ќе има конкретен придонес токму во исправањето на тие неправилности и креирањето на една подобра иднина. Но секако и слободна тема, иако се уште се чувствувате неподготвени, не мора ниту тоа да го правиме, туку едноставно, како што кажав, постепено да се враќаме, да се редефинираме, јас би кажал по соодветен е терминот, отколку она што гледам и го користат тоа ресетирање. Не сме компјутер за да се ресетираме и одново според однапред поставената програма, тој оперативен систем да го активираме. Токму она што е клучно, што не разликува од машините, па дури и од компјутерите кои сега се обидуваат на некој начин да се приближат до луѓето со таа вештачка интелигенција, но разликата е огромна. Затоа велам да се редефинираме, мене ми е барем попрецизно и поточно, според настанатите околности. И токму затоа ете кој како мисли дека е најсоодветно, тоа му го овозможуваме со слободна тема, па од утре ќе видиме полека, значи во рамки на тоа редефинирање да се осврнуваме и на актуелните теми, кои се впрочем исто така дел од сето она што се случи е последица на
Сите тие на начинот на однесување, впрочем, или неоднесување, соодветни, несоодветниот начин, така да и сите други теми кои не допираат и со кои ќе се занимаваме се всушност истото. Секој го има истиот пристап, што и да работи. Каква и да работи работа. Физичка, умствена, што и да е. А тоа е да се извршува совесно, професионално, според она што го предвидуваат работните задачи, да биде чесен, да не биде корумпиран. И во таа смисла, што и да се предизвиците, ако се има таков пристап, секаде ќе се има резултат. Ако се нема таков пристап, секаде ќе се има неуспех. Само што на различни начини ќе избива. Некаде, еве, како оба во Кочани, со пожар, некаде со некоја друга загуба, некаде со банкротирање или со загуби во буџетот, со штета на државата, на граѓаните, со уназадување на процесите неизини. Некаде за жал, и со жртви, како што видовме. Затоа е битно да се работи постојано и токму на враќањето на тие вистински вредности, а за што и да се работи, која и да е темата, ако се работи совесно, тогаш и ќе има резултат, а негативните последици нема да ги чувствуваме или секако нема да бидат на некој начин овозможени, да не кажам и предизвикани токму заради тие и пропусти и злоупотреби. 6091-924-6091-925, еве, можеме да почнеме официјално да ја отвориме емисијата со првиот гледач. Повелете. Добар ден, Исо. Да, поздрав, добар ден, вие сте, повелете. Нема да коментирам што како кажуваат гледачите. Пропусти има големи. Јас ќе се задржам на неколку изјави од некои гости што беа во некои телевизии. Гајдов рече, Кочани е број 1 по корупција, па Тетово, па Скопје. Туфек Џич, изјавата на министрот за внатрешни работи е нарече политичка и рече дека немало човек, било кој од јавните личности да не влегол во таа дискотека. Знаеле каква е дискотеката и како работела. На вашата телевизија гости имаше премногу, од кој беше и адвокатот, го заборев се како се викаше. Не е битно тука на уста ми е, или не е битно. Рече дека провизирано било тој објект, то не било штала, дека плафонот било сунџер. А со него имаше еден стручнак, што досега не е повикан, рече дека условите не ги исполнувале, 50% оделе парите во општината и дека кога ги проверуваат ПП апаратите под наводници, го менуваат само картончето, а внатре има брашно. Значи, ништо не функционирало. Тортески беше, да, Тортески беше заедно со него. Од 2006 тој објект работи и треба сите да бидат на одговорност од кога е пуштен. Кој даде дозвола, како што кажа господин Мицкоски, не е крив градоначалникот, сите се криви со. Ви благодарам, Мете, ве поздравувам, до слушање, повелете, добар ден. Да, повелете, вие сте, добар ден. Нема, добар ден, извини, меѓутоа вака, нема да навлегувам во пиротехнички работи, нема да навлегувам во ич неќем да навлегувам. Зашто? Од медиумите разбрав 13 години да работи нешто. Ако еден градоначалник сгрешил, втор сгрешил, трет, последниот па конкретно, кај што се надевавме дека нешто ќе биди од ова што бидавме,
И тој не гледал, а па Мицкоски малце сакаше да го оправда, а дали ќе бесме сите санкционирани што не работиме добро. Значи, ако двајцата ги осудам по 50 години затвор во наводници, овој третиот 100 ќе го судам. Зошто? Како бе, ако не виделе двајца, па овој не гледаше, еден ќе видеше од ним. Сето мачкано. И сега ако земите, за 13 години по 10 души да се виновни во врво на градоначалничката работа, 130 души. 130 души ги однесиш на суд, по еден да не иди месечно, 130 месеци немаме да имаме исход. Така се работи во Македонија. А за пиротехничките работи, пред на кола ние пативме со пиротехнички работи, па никој ништо не одговара. Немој, Исо, немој да се замараме. Тоа е толку мачкана работа за мене. Да имам власт да ми дада судам, тогаш би судил, ама не имам власт, да речеме. Како не можеш, Кочани е мало градче, бе, Исо. Се зна луѓето меѓу себе. Како то го пропуштаја? Како градоначалници си изредиле? Министри за економија. Немој, молим те. Значи, нема бре, кај да посигнеш труво, сегде корупција. Сите живеале од тая работа таму. Што ќе правиме муа, бе? Жал на Македонија, те жала. Да, благодарам ве, поздравувам, Кочани. И мала е, ако сакате, ете и цела Македонија, во смисла во која се знае. Голема е кога ќе видите дека ве знаат во светот, но мала е во смисла, велам, во која ете и Скопје. Се знаат и, не знам, дискотеките, игротеките, градинките и слично. Се знаат легалните објекти. Сега проблемот е тука, навистина, уште поголем загрижувачки е само, токму е ова што го кажавте. Значи, нешто работело легално, ова ете дискотека во Кочани, 10, 11, 13, 15, колку и да е, 13 на години. Легално работела. Еве, видовме, има и лиценците, а не била легална и слично. Значи, имало уште полошо. Уште полошо, значи, е осмислена шема, како да се легализира. При тоа, а уште колку ќе работела? Ова не беше епилог од акција, полициска или каква и да е на владата. Па да излезат сега, еве, видете што откривме. По 13 години ние еве излеговме и откривме комплетно неуредна документација, ни лиценца или злоупотребувана или еве не знам што е, да ниту сакаме ни во интерес на истрагата, да не испадне ка се влија, ниту да се шпекулира. Но ете, и врз основа токму на она што премиерот го кажал, што исто така е прашање дали ете и тој навлегува во некоја зона. Но добро, друго прашање е тоа. Значи, не е ова, еве разоткривме. Работела колку работела, 13 години, работела како што работела, всушност легално работела. Не е некоја илегална во подрум работа, и во мало градче, што велите, и така натаму. И не работи повеќе заради ова што се случи. А уште колку ќе работела, ако не се случеше? Тоа е прашањето кое отвора загриженост и поставува прашање токму сега и околу одговорноста. Затоа велам, ова не е, еве го разоткривме ние и сега ставивме катанец на врата. 59 животи и над 200 повредени го направија тоа. Инаку, тоа ќе беше да сите да беа живи и неповредени, па ставивме катанец. Не работи повеќе. Не работи заради цената која е платена, прескапа. Значи, уште колку ќе работеше, прашањето е. А второто прашање, ако легално работат објекти по повеќе од 10 години, и кои очигледно нема пречка да не продолжат и да работат, освен ако не се случи ваква трагедија, заради која, само заради трагедијата, престанале да работат. А тогаш второто прашање е колку објекти, односно бизниси, какви се не и колку време работат нелегално. И затоа, кога ќе се помисли тоа, само тие две прашања,
Навистина човек се загрижува премногу до каде сме. Ако е ова вака легално, кој е престанало да работи по цена на тие жртви, а инаку ќе продолжило да работи, а колку работат кои не ги знаеме, нелегални, и колку ќе работат. Затоа што тоа што не го знаете, тоа и не постои. Како што и ова не го знаевме до вчера. Или и ако го прашавме, ако се распрашавме, ќе беше легално. И можеше и некој да истражува и новинарство и слично, и што? Ќе беше нешто политички прави местен Киевеви лиценца има. Тоа се тие прашања загрижувачки, кога гледате дека има неверојатна мимикрија, фасада на работите. Тоа не е влезено и разоткривме. Особено не е нешто илегално. Туку нешто без исполнетост на сите услови за работа, безбедносни стандарди, кои всушност ги исполнил. За институциите, за државата ги исполнил. Не може да кажат не знаеле. Дури ете гледате документи, лиценци и што. Ова што се вели фалсификувана или што сменето, не е фалсификувал тој самиот да ја како пари да фалсификува. Документот е официјалниот документ, гарантот на државата. Не е фалсификуван печатот. Не е направил тој сам лажна потврда, лажна лиценца. Таа излегла од државна институција, од министерство. Тоа е застрашувачкото, загрижувачкото во се. Повелете. Добар ден, повелете. Ало? Да, вие сте, ве слушам, повелете. Добар ден. Да. Поздрав, повелете. Знаете, лютажата е многу мала, па кога ќе се јавите, не можете да ги сите работи да ги кажете во што ви доаѓаат на мисла. Мене ме загрижува една работа, никој не ја спомна во овој период, Сдруженијето на заштита на авторски и музички права не се огласи, а почина музичари таму, ДНК, управна позиција, нивни луѓе кои се треба да ги заштитуваат тие авторски, там музикари на некој начин да се грижат за нив. Исто така тие се должни да собираат пари од сите дискотеки, од сите ТВ куќи, сите од медиуми и било какво. На некој начин тие треба да имаат и увид, например. Сигурно земале пари од дискотеката или ако не земале на некој начин, затоа што се презентира музика во таа дискотека, треба да земаат и пари во Сдруженијето. Или да ги тужат ако не земаат и така натаму. Значи, ние во нашиот систем на многу места имаме подпрлано. Не е само на едно место. Значи, општината зема пари. Управа за јавни приходи зема. Сдруженијето сам заштита на музички прави треба да земе од сите тие пари. Сите тие на некој начин имале некоја информација за ова. И сега знаете што сега кога толку широко се распланато ова, многу тешко е вие да одредите линијата, една линија дека ова е покрип, ова е помалце крип и ова. Сите се криви. И ние сме криви, тие што доаѓале во дискотеката се криви. Морално сите одговараме. А поготово сите луѓе кои што се на функција во државата и кои што имаат одредена функција, кои што давале печати и кои што го штителе тој систем на криминал во што се правел во таа дискотека. И верувам дека не е само тој таа дискотека или дека тоа Така, да, за жал кратко е времето, но не е малку кога се кажувајте, како вие што кажавте, укажавте на многу работи конкретни. Благодарам, повелете веднаш за тоа да одиме со следниот. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Повелете. Господин Висо, да. кажавте многу, слушнавте. Тажно е да се зборува за ваква ситуација, не е пријатно и така да зборовите се сепак мора да продолжиме, али затоа вика мора да се продолжи животот, али ако ова денес не се случи, мислам, сега, во сегашно време, дали ме разбирате? Да, да. Ако се враќаме назад во минатото, ќе се оддалечиме од проблемот. Ако одиме во иднината, повторно ќе се оддалечиме од проблемот. Едно
не знам, едно гледање на ситуацијата што крај нема, нели? Можеме да објаснувате информација. Јасно. А за да почнеме од нешто здраво, треба посадите младо дрвце и да го негувате. Најдобро би било да сето ова, како да речем, ублажи, не е ова ќе се заборави за 2-3 дена. Сите оние луѓе кои се во власта, дали од ова партија, дали од она партија, не оговарам никој, не обвинувам никого, треба да си одат. Да дојдат нови луѓе и да направиме здраво општество. Инаку и со вака тешко е. Ви благодарам, многу пријатно. Ви благодарам, и јас ве поздравувам и има логика, мене ми има логика ова што кажавте, да минатото и сегашноста всушност, да или треба да се враќаме во минатото, да отвораме нешто друго, или да го очекуваме подоброто од иднината, како и да е сегашноста да се занемарува. Може би најсоодветно е токму сегашноста, ова што се случи, да биде тоа јадро, центарот. Од ова да почне. Ако навистина сакаат да почнат, да ги менуваат работите. Затоа што не е пропуст на едно место и така натаму се случило. Кога гледате дека тотално никаде во сите тие сфери на лиценци, дозволи, технички услови и слично, исполнување обврските, огромни пропусти. Прашање дали се веќе пропусти, само прашање. Токму значи да биде тоа обединувачко. Расветлувањето од ова, па да се шират тие циклични кругови на другото. На другите наназад. Ниту правиме сега подобро за ова да нема што, за да се направи подобро, решете го ова. Ние ќе направиме во иднина никогаш. Решете го ова, иднината ќе се направи. Тие кои отишле попусто, дека отишле, туку барем да имаат, дека не е сосема попусто и нивните најблиски. Така што ќе се реши. Така ќе се направи иднината. А така ќе се продолжи понатаму и за минатото. Значи, оттаму, пред вашата врата, секој пред својата врата, ќе почне да си го чисти снегот или што и да е. Па ќе стигне и до капијата, па ќе стигне и до приодниот пат, па ќе оди наназад. Така да, ќе видиме како, но во секој случај би рекол било кој друг пристап. Сега што да се фатиме сега за модуларната. Фатено е, но не е решено ништо до сега. Или онкологија. Ќе дојде на ред, но дајте централна точка ова. Ако е ова пресвртницата. Така иднината ќе се прави подобра, а оттаму ќе се оди и кон минатото. Па во иднина да не се случува ново, со ова да завршува, а од ова да се отвора и наназад. И така да се исчисти сето тоа. Како пристап, велам, и мене ми се чини единствено исправно, ако секако се сака и се има желба на вистина да се рашисат работите. Тоа би подразбирало во иднина да нема такви работи. Не е поентата засилени контроли и слично. Угостителски објекти и така натаму. Па контролата таму треба да е во институциите. Кој ги издава? Што сега контролата? Ви имате регистар таму, се има кој има лиценца и слично. Што е сега контролата? Контролата е на лице место како работи, издава, не издава фискална сметка. Проблемот е тамо, да се проверат тамо, имаат ли злоупотреби на лиценци двојни и фалсификувани. Тоа велам, овде немаме случај дека сам си направил лиценца. Лиценцата е како со пасошите, оригинал фалсификувани. Така и ова, оригинал фалсификувана лиценца. Не си ја отпечатил на принтер, излезена е од институцијата. Сега чешламе ние. Што ќе чешлате тамо? Треба да се прочешлаат институциите. Повелете. Добар ден. Добар ден, и ве поздравувам. Благодарам, поздрав до вас, здраво. Вака сега, јас не се јавам често, знаете и самите. Знам. Подеден, имате криминал во урбана мафија со градење згради. Земеделието ви пропадна само да си направат криминал во Македонија и да си делаат згради, станчиња и ги собра сите села во еден стан. Сега,
Второ, имате криминал во кредитни друштва, имате криминал во казина, имате централна точка, збориме сега за централна, како што говорите. Ја ве поддржавам. Така? Имате криминал во полиција. Порно 2001 кога беа сите во лаови, по 5000 евра даваа за да немаат дипломи со 8 оделение, за да ги примат во полиција. Четврто, имате криминал, испуден началник од полиција, си полагал правен човекот, му дале адвокатска комора, жена му во суд работи кривично, и тој е адвокат, и така си делаат парично, што да ти кажам. Па најголемиот криминал бе ИСО вие во Штип, дали го знаете тоа? Од цела Македонија најголемиот криминал е во Штип. Најјаките криминалци се во Штип, ако не знаете. Зошто Мицкоски не кажа, него ни спомна ни една Штип? И каква ревизија? Па се прави ревизија, знаете ли вие што ќе се најде во Штип? Треба да почне од неговите луѓе. Треба да почне од другите луѓе. Па знаете ли кај ќе заврши? Знаете ли колку пари се дилат во Штип и какви работи се работат? Не се свесни. Штип е најкриминалниот град, цигански град, рамковен цигански, толку имам да кажам. Поздрав. Да, благодарам. Само ве молам, немојте така таа етничко-расна и генерално ксенофобична нетрпеливост да манифестираме. Повелете. Добар ден. Исо, добар ден. Повелете, добар ден. Се слушаме? Се слушаме, да. Видете, како ќе почна малце чудно. Мојата куќа. Куќата ќе ја запалам, ќе ја изградам. Мојата куќа е. Го слушам председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Киселавода. Си степави качи мојата општина. Може овие откочени сватиле дека е мојата општина и со така ќе прави, ќе пали без дозвола, ќе она дипа. Како тој градоначалник? Мојата општина. Чијата општина? Татко му ли? Како тој и пусто председател на ЗЕЛС и градоначалник си степа мојата општина. Кој има општина од другите градоначалници? Само тој има општина? Законот наш, тој Ѓорѓи Илиевски, како се викаше инспекторот, не го ставија да ги открија пред време, немаше се случуваат вакви работи. Дипломчињата да се испалат, сите да се запалат. Наново да полагаат сите. Тие без школа, без образование се наместени, затоа ова ни се случува. Поима немат, не знам, 3 реченици да кажат. Се пикаат како обиречи како пчели во кошариња. Да лапат мед. Држава не се прави така. На сите страни се руши, се подјадува, се кради, се плячка, се расура. И се научиле, ај сега ти ќе оправаш, што ти е гајле, гледај си работа, гледај за тебе, за мене дима, за другите. Ниш не му се секирај. Таа реченица, тие зборови треба да се очистат еднаш. Прво од... Така, благодараме ве до слушање. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Исо? Да, се слушаме. Благодарам. Како прво потполно се сложувам со последните тројца, со нивните изјави и вашиот коментар. И сега вака ќе почнам, имам една голема замерка на една телевизија, на еден медиум, кога за жал изгубивме ние толку млади дечиња и да се пушти, еве, лично ќе кажам, телевизија Алфа во саботата имаше филм во кој филм кај што се произведува Орис и кај што се пеат песни. Значи, се пеат песни, а ден на жалост. Па се прашувам, дали треба тој медиум да одговара и кој ќе му поднесе кривична пријава, затоа што го прекршил законот, затоа што еден господин имаше роден ден, беше казнен, нормално затоа што го заслужил. Ама кој на медиумот сега треба да го поднесе пријава кривична, затоа што тие песни се пеле за време на жалост. Тоа е за жал стварно греота и срамота, тоа е од една страна што е направено. Се во однос на темата, јас ќе кажам, виновници знаеме, 20 и кусор години виновници ги имаме од сите партии, како што кажа и претходните, од кој никој не одговара. Попрзани како свински црева, тоа е факт. Зошто ние граѓаните да се плашиме од партијата, дали е моја или е твоја,
да не е кажеме вистината, да излезе на дело. Значи, она све што е лошо треба да биде пријавено. Како може градоначалникот, пример, на Кочани и Штип, да не знае 4 години дека работела дискотеката. Ако тие на време беа, значи да ја спречат, немаше да дојде до ова. Тоа е јасно на сите граѓани на Македонија. За жал, и тие интересите се гледа и од МВР, и од Велес, истиот случај. Значи, се ова ни се понесу со годиње кај нас тера. Еднош корисно каза човек да направиме една влада која стварно ќе мисли на народот, на државата, посебно и на младите, и за сите нас да тргнеме напред, да имаме еден живот добар, а секогаш да бидеме во добра состојба, а не во ужалствени. Благодарам ве, поздравувам. Верувам дека ова што го спомнавте, иако ниту го видовте, ниту би го коментирал, ниту можам да го коментирам, но чисто имајќи го предвидете искуството во медиумите, дека најверојатно станува збор за ненамерен, како секвенца таа што велите пеењето, ненамерен пропуст, мислам дека никој секако не би особено не намерно направил нешто, но тука постои тој ризик, особено кога давате нешто, гледате, може би вие спомнавте Орис било и така натаму, сосема друга замислата, но се појавува некоја секвенца тука која, може би не ни знаеле. Замислете, може да исто така со некоја друга, некој друго видеофилм, што и да е, биде емитувано, а внатре да има, во тој период, а внатре да е секвенца во диско. И на што би личело тоа? Едноставно, дури не да се направи пропуст, туку треба да се знае тотално целокупното сценарио на филмот, што е, како е, која сцена, каде има, ако има сцена во диско или сцена каде што се пее веднаш, значи не само дека е несоодветно, туку излегува. Така да затоа велам, тоа е онака деликатна работа и може да се провлече. Тука имате варијанта или не давате воопшто, или ако давате треба да знаете сосема секој детал, затоа што секоја секвенца веќе може да биде протолкувана поинаку. А така може да се протолкува на кој знае колку начини во такви условно вонредни состојби и емотивни и така натаму. Тоа е, не знам, или како во војна и така натаму веќе и да погледнете некого, па може да го доживее тој поглед кој знае како, иако нема ништо во него. Така да, затоа велам, едноставно може би да не се оптоварува човек со сите тие детали. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Вака сега. Гледам, некој се студентски сојуз, некој се пројавил таму. Наспрам студентски пленум. Ба да, нешто има, па еве не прифаќаат, тоест одбиваат новинари, така да не знам. Тоа е, значи, Воморовски и Содосомовски, или квази патриотически и квази предавнички пленуми се едниот и другиот, значи, па уште со напад, само пази против Левица. Пази, Левица била виновна, па Сије со неговите изјави, он бил виновен за сите тие работи. Може ја па Сије отиде у Кочани да потпали огнот таму да го прави. Пироманска работа да прави. Па нели име саме, провидни се више, провидни, толку, значи, пази се дешава 2015 шарени револуција, па едни пред собрание, други пред влада, па вие им носеа сладолиди, сендвичи, таму слама им носеа, за сламата не знам зашто им служеше, дали да подзакаснат макој слама, али не е битно, али само ти кажам дека све ми смрди работа дека некој сака да го злоупотреби пленумот. Да, многу ми заудара, па и дури партијата кај мене малку се скептици увезе овој пленум, а инаку да збориме реално ваква влада како сегашнава и претходните што беа, треба само ниски удари доле у плексус, значи да го издишиш, што не му дадеш да дојде до ваздух. Зар треба да ги фалиме без оваки гревови што ги правиле кроз години, бе? Ова не е една година, бе, години, децении, бе. И би кажал малку и сега
гледам и браќа рамковни, тоа и они модуларната, па Беса Транс, чекај Дурмо Транс, чекај бате. А кај бевте до сега бе браќа рамковни бе? Кај бевте сега да галамите до сега, него сега најдовте како да ви инструира некој од она агенција на оној Джабир Дерала, поздрав. Поздрави до вас, повелете, добар ден. Дали се... Добар ден. Да, повелете, добар ден. Исо. Да. Добро, требаше да пропуштам. Добар ден. Нема врска, добро. Знаете што? Многу пати на вашава телевизија имам кажано, за да тргне оваа држава, смешно беше нешто велеше да увезиме словенци или јапонците, ќе не водат подобро и почнувам да го поддржувам. А по мојот став секојаш сум кажувал да дојдат млади деца, млада група на луѓе кои никогаш не биле ни во ВМРО, ни во СДС, ни во ДУИ, ни во ГЛЕН, нигде. Само да тргнеме напред. Инако ништо не правиме. То ти е исто врана со врана, не си вадат очите, гледам и по суду и гледам и по се. Джабе ми е. Си викам, джабе ми е, јас тебе ти борчам, ти мене. Ме зачудува еден господин, ќе го наречам во наводници, од Кичево, кој 7 години, па можеше очите да не ги изваи на оваа телевизија за СДС и за ДУИ. Како сега му текна да се јави и да кажува дека ова не чини, она не чини. Јас би се скрил да сум како него. Не знам дека неќете да коментирам други гледачи, меѓутоа, ако јас негирам се што не чини, без разлика дали е ВМРО или ДУИ или СДС или не знам која партија. Тоа што не чини, знам да го негирам. А неко него, тој треба да се срами што зборува. Дали не знаеш што правиш. Значи, то многу ме нервира во луѓето. Еве ти чист податок. Кога си даде оставка градоначалникот на Кочани, Мицкоски малце со блага форма. Чекајте ти дали велеше секој што е сега дојдовме на власт има све да тераме право. Како пропуште тој таква работа? И претходните некои. Сите тројца тие по 100 години затвор градоначалници. Ништо друго нема. Не може да... Така, благодарам. Поздрав. Повелете за следниот гледач. Ќе бидам краток. Да, повелете. Прво да изразам сочувство до фамилиите чии што деца се погинати и на оние кои што имаат кои што добиле тешки рани, најверојатно ќе се опорават. Имам еден предлог. На местото кај што е нова таа да ја наречеме бар или шолие, да се сруши до темел и под темел да се очисти тоа место. И на тоа место да се направи споменик кој ќе не потсеќа на таа несреќа на сите тие што загинале и што останале сакати. Во православието има една изрека. Вика, човекот живее, тој што починал, што во случајов што загинал во оваква несреќа, живее се додека го споменуваме. И затоа барам да се покрене иницијатива на тоа место да се направи споменик без разлика на чие место е таа парцела на кого му припаѓа. Државата да тоа национализира и да изгради споменик за починатите. Нека им е вечна слава. Пријатно. Ви благодарам, ви поздравувам и универзално всушност би рекол, не само во христијанството, тоа е таа, но и јасно и во другите религии, но и универзално вон религијски би кажал. Тоа е токму таа порака додека мислиш на него, тој постои, но штом престанеш и тој исчезнува. Тој постои додека се мисли на него, или тие се едно. И тоа е пораката, впрочем, и поуката и кој направил во животот нешто. Тоа значи дека некој направил нешто добро, за да мислите на него. Ви бил мил. Се едно, и ако е фамилија, ако не бил како што треба, немам, ако ништо друго, толку често да помислува човек. А уште повеќе велам и другите да се сеќаваат.
Значи, зато луѓето го паметат тоа што некој го направил, неговите дела, каков бил тој. И тоа е тоа, токму во тој контекст. Затоа и се тие, воопшто и споменици, се едно, дали од несреќа, дали од било што, народно-ослободителна војна и така, за слободата паднал и така натаму, да не се заборави, да биде, да живее, како што живеат, значи, и минјата, велам, зависно од која причина, го дале животот, живеат со стотици години и повеќе. Повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Здраво. Здраво, повелете, да. Малку се изнервирав со изјавите на Мицковски денеска, после 7 дена тага и болка и жалост во врска со несреќата и младите луѓе што починаа и овие што се лекуваат. Тој му смета што младите и возрастните се собрале на площад или што се договараат да се соберат за поддршка на фамилиите и на починатите почит. Па ги нарекува политички глодари или лешинари. И само нешто ќе подсетам. Кога дојде на власт Мицковски, ако се сеќавате, во врска со преспанскиот договор и со бугарскиот договор, вака велеше за грците и за бугарите талибанци. Сетете се на изјавите. И други погребни зборови, да не ги редам сега со ред. Сега исо. Значи да не беа тие бугарите, грците, што ги тој нарекува талибанци, а не одбира зборови, како зборува, од кој дојде на власт 10 месеци, се со такви зборови се служи. Кај ќе ги носатме нашите деца исо и во Европа? Се сеќавате на изјавите, ја нема да им лакирам чевлина од тие од Европа. А сега? Да не беа тие луѓе, каде ќе одетме? Нашата мала држава нема такви можности за лекување на такви деца. Многу жално исо. Малку нека размисли, мислам дека она народното побрз му јазикот од мозокот. Не е убаво. Уште децата не се оладиле, да речам, во гробовите, а овие уште се лечат, а тој шири, што вика, него ќе го цитирам, расфрла пердуви и лево и десно. Нека му служи на чест. Тие сите луѓе што се глодари лешинари, гласале за него. За тој вака да ги навредува. Срамота. Поздрав, Исус. Благодарам, поздрави до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Па, тие денови на тага помина. Меѓутоа, сега следува денови на политички пекол. Партиско-политички пекол, не дека овие денови ги немаше по некоја реченица, ама од денеска веќе на големо. Нели се срамат нашиве партии, политичари, и од извршна, и од законодавна, и од судска, па од локална, ако сакате, министерот, нели имаме министри ние за локална самоуправа. Па жив ли е тој човек, постои ли? Зашто 2 збора не кажа јавно, преку некој медиум? Па овие наши градоначалници на Кочани, овој нашиот премиер што го бранеше, уште вечерта го бранеше, па тој не е 7 месеци на власт, тој е уште 7 месеци, 4 години на власт. Како тој може да не знае и да нема вина? Како инспекција најпосле влезе во општината, наместо прво таму да се одбере документи, за да имаат време да ги сокријат или да ги уништат? Како не им е срам на сите наши политичари, што барем еден пратеник од нивната партија поминал низ Македонското собрание во последниве 20 години. А и ние, како граѓани, да размислиме убаво овој наш проклет менталитет, да го смениме барем во вакви моменти, веднаш да не браниме некого, да не заземеме страна, да не споредуваме баби и жаби, атентатот на Киро Григоров со пожарот во дискотеката. Или со оној експлозив што беше најден во собранието, Народното собрание на Македонија, кој се случи случајот со упадот. Како може да споредуваме нешто што не може да се споредува? Заземајќи партиски страни, бранејќи некого што не е за бранење. А министерот за внатрешни работи треба да си даде оставка, ако сака да помогне во случајот, нека ги застапува како адвокат сите оние што се оштетени во овој случај. Сум слушнала дека е добар адвокат и може да помогне во овој случај. А може би не е виновен, ама... Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете.
Исо Драган од Марка Рива. Да, ве поздравувам, повелете. Па вака лешинари се птици кои се хранат со туѓите несреќи. И затоа политичарите не смеа да ги овакво применуваат тие зборови, што ги овакво спроведо, ги кажува премиерот. Сега исо нешто не ми е јасно. Ниједен гледач не напомна. Например, кој доаѓа власт, а секоја власт е виновна од кој ќе прими власт. Министрите, градоначалниците, министрите, кои ќе примаат власт, гледа дали е претходниот градоначалник или министар овакво во ред, состојбата дали му е во ред, па тогаш да ја прими власт. Ја кој што читам, например, власта е више готова у некоја партија у европските земји, а министерот е прима после месец дена. Заради овие зборови, ради ова што ви го кажувам, ме разбирате? Ради ова што ви го кажувам, демек примав предаја дали е све исправен. Сите документи дали му се исправни, состојбата каква му е. Ова ке нас не знам како е примаат власта градоначалниците и министрите. Одма, подпиши и другиот ден е министр. Абе чекај, види си што примаш, како примаш, или градоначалник. И во овој случај, например, читам сега за Романија, 2015, исто 2000, овакво, 64 жртви. Премиерот одма оставка си дал. 2015 година, у денешен Слободен печат, можете да видите. Епа, не знам, морална причина има и треба многу оставка. Не викам ја премиерот да си даде, ама многу треба оставка да си даде. Исо, поздрав, се слушаме. Така, ви благодарам да се чуеме за добро само. Повелете, добар ден. Поздрав, тук сум ја. Да, поздрав, повелете. Видете, еве сега читам жена и дете прекрадено на пешачки према и на партизанска, може би вие знаете. Сега, ново нешто? Еве, сега читам, да, пред 20 минути, 24 инфо МК објавува. Абе, ние станна пред ден вечер од Бејлет. Живи ли се барем, ете? Жена и дете прегазени на пешачки, само насловот го читам, а иначе не. Али, значи се десило. Па ја не знам што прави стварно овој министерот. Нема ден, значи нема ден да не е трагедија. И сите се криви, он и овие властодржци што се на власт не се криви. Се појавува на телевизија, од утре каса ќе правиме по ресторани, по згради, по не знам, ова, па еве сите тие, он им дал дојава дека да затворите. 3 дена судот ќе биде, затворите, после пак отварат. Јас само се плашам да не ви се случи пак второ Кочани. Ова стварно не иде надолу. Па у западни држави или ако идат негде да апсат некого или не објавуват, идат у 3 ноќе, у стан лупат, господине излези провери, а не дојави да му дават. Јас имам слушна тоа тука дојави, има им кажале, утре и задутре не отварајте, ќе има инспекција. И 2 дена нема да работи, после пак ќе отворат и ова и дај Боже да не биде ова последно, што иначе се плашам ќе се случат пак нови трагедии, како е секој ден газење, убивање, не знам се, толку се пријатни. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Сега нешто од Каварна се јавам. Кажете, поздрав. Така, најголем криминал има во Скопје со урбаната мафија. Не е во Шип. Во Скопје е најголем криминал со урбаната мафија, што му дава дозволи да градат станови на оној Чефиганец, на оној пред Холидеј Ниш, згради и тие градоначалници и сите тие треба да се земат на одговорност да се Скопје 2014. Уместо сега вие пари да се дадат за чебрени и галище да се направат, они ќе му ги дават на градоначалници, ќе ги искадат. Вчера недела беше во Каварнаци, онај Свето Јанев не е од татко му, агрокомбинатот Циквич одржа трибина горе во Мокрише на Митко Јанчев ресторанот. Значи собрал 10 души телохранители и затоа што се јавил ја, значи војзата
масовно ги копачат војзата во кабаната и го уништи лозарството и тие обезбедуваните охранители не изфрлија, тоа не е демократија, нека го леле тој демократ, нека даде да му поставува прашање. Нему дивидендата не му е платена. И ова влада тебе поскитно да му го земе агрокомбинатот Тикпиш. Значи, не може да е тоа приватно својина, он одржава трибина во ресторанот на Мокрище горе на Митко Јанчев. Како не му е срам, па уште и иде. Па треба не му кривище прија да му поднесат подхитно и сочувството да ги наđете. Значи, најголем проблем е Скопје 2014. Скопје е трусна подрачје. Тие згради по крај Вардар, сите немат дозволи. Груевски таа банда што беше, јас сум еден од основачите на ВМРО и тие сите да и вратат и Груевски и онај и Алко Бартушино, што изнесува парите во странство. И тие се знае кај. Така, ви благодарам, еве, завршуваме, но завршуваме со, би рекол, значајна работа. Тоа отворивме многу прашања од различни теми на, ете, состојбите кои ги имаме, да се надеваме дека наскоро ќе почнат да се отвораат и одговорите токму на тие прашања, за, впрочем, веќе и да престанеме и да ги поставуваме тие прашања ако работите почнат да се враќаат онака како што би требало. Тоа е само да функционираат сите според законот, според совеста, моралот и така натаму. Ви благодарам за вниманието. Останете со Телевизија 24, Централниот дневник е во 17 часот. Довидување.